Во рамките на повикот за проектни предлози од Еразмус Плюс програмата за 2020 година, Средното општинско училиште Лјупчо Сантов аплицираше два проектни предлози кои по позитивната евалуација беа одобрени за финансирање од страна на Националната агенција на Република Полска. Првиот проект е со наслов Учење и предавање на математика и природни науки преку ИКТ, кој беше разработен и аплициран во соработка со апликантот, партнерот од Република Полска. Основна идеја на овој проект е примена на нови иновативни методи во процесот на учење и настава по предметите математика и природни науки за ученици во средните училишта. Со Лјупчо Сантов Кочани е добитник на уште два проекта од повеќе аплицирани од програмата за европски образовни можности и мобилности, така да ние како училиште веќе го имаме 12 проекти и сме единствени во Република Македонија од средните и од основните училишта кои што имаат во толкова количина на проекти. Вториот Еразмус Плюс проект е со наслов Јас сум херој, здрав, образовен, одговорен, со отворен ум и аплициран во соработка со проектниот партнер од Република Полска. Основна идеја на проектот е промоција на здрава исхрана и здрав живот, а неговите главни цели се мотивирање на учениците да применуваат здрава исхрана и здрав начин на живот, учење странски јазици и зголемување на дигиталните компетенции кои одговараат на предизвиците на современиот свет. Благодарение на нашата проактивна професорка Весна Кушевска, добивме уште два проекта. Едниот се нарекува Јас сум херој, а другиот проект е Учење на математика и хемија на иновативен начин, во кој што ќе бидат вклучени дел од наставниот кадар на училиштето по хемија, по математика, по англиски јазик, по уметности, како и професорите по англиски јазик, и ќе бидат вклучени над 60 ученици. Реализацијата на проектите започнува со изборот на ученици кои ќе учествуваат во проектните активности. За оваа намена, за учениците кои пројавија интерес за учество на проектите, беше одржана онлайн презентација на која беа презентирани основните цели и планираните активности во проектите. Воедно на учениците им беа презентирани правила за учество, како и потребни изработки од нивна страна, мотивацијско писмо и кратка презентација, односно предлог за лого на проектот, кој тие мора да ги достават до проектните тимови од училиштето, а врз основа на тоа ќе се изврши и селекцијата.